Граѓаните од Ѓурче Петров кои има штети од невремето која зафати општината ќе може да поднесуваат пријави и за време на викендот од 8 до 20 часот во просториите на општината во главната зграда. Комисиите за утврдување на штети ќе излегуваат на терен согласно поднесените пријави од граѓаните. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Со создавање индустријски зелени зони, општините ќе привлекуваат инвеститори. Петровец доби ново кошаркарско игралиште. Повеќе внимание на сообраќајните правила доколку одите со сопствен автомобил на одмор. Локалната економија, но и целокупниот развој на стопанството во Македонија ќе се развива со закон за индустријски зелени зони, кои ќе се формираат во единиците за локална самоуправа. Елизабета Дамјановска. Председателот на заедницата на единиците за локална самоуправа Козе Трајановски и министерот за економија Валјон Сарачини денеска го презентираа законот за индустријски зелени зони. Со овој закон, општините имаат уште една можност да го дадат својот придонес во забрзувањето на развојот на локалната економија и стопанството во целата земја, при што акцент ќе биде ставен на отварање на индустријски и зелени зони во рамките на општините, информираше Трајановски, потенцирајќи дека создавањето на зелени зони подразбира зони каде што има низок степен на загадување, во кои ќе се применуваат напредни технологии кои штедат енергија и ги минимизираат негативните ефекти врз животната средина. Целта на овој закон е покрај локалниот економски развој кој што ни е наша главна и суштествена дејност и цел на општините е исто така да во него се инвестира или да доаѓат инвеститори кои што ќе прават индустријски објекти кои што ќе имаат низок степен на загадување, тоа е заштитата на животната средина, кои што ќе применуваат напредни технологии кои што штедат енергија и технологии кои што ќе имаат минимални ефекти врз животната средина. Секако тука ќе биде и производството на органска храна, производството на електрична енергија од обновливи извори и други форми на производство врз база на рециклирање на материјали. Министерот за економија Валјон Сарачини истакна дека основната цел на зелените зони во општините е да се забрза економскиот развој со привлекување на странски, но и домашни инвеститори, што пак ќе резултира во зголемување на конкурентноста и нови вработувања. Најголеми придобивки од законот за индустријски зони ќе имаат општините и компаниите. Од една страна, општините ќе можат да работат повеќе за привлекување не само на странски инвеститори, туку овој пат и на домашни инвеститори, голем број на придобивки кои што се опфатени во овој закон за индустријски зони. Со овој закон се овозможува градежното земјиште инвеститорите да го откупат од општината за почетна цена од 1 евро за метар квадратен. Во овој закон за индустријски и зелени зони, компаниите добиваат ексклузивно право за купување на земјиште со почетна цена од 1 евро. Секоја општина со одредени подзаконски акти може да им понуди на инвеститорите и дополнителни бенефиции кои што општината би ги предвидела во подзаконските акти. Од норма до пракса е насловен проектот поддржан од Европската Унија преку Прогрес програмата кој го спроведуваат Полио Плюс, Министерството за труд и социјална политика, МЦМС и Комисијата за заштита од дискриминација. Полио Плюс истакнува дека целта на овој проект е придонес во промоцијата на еднаквоста и недискриминацијата преку покривање на свеста на сите општествени чинители. Планирано организирање на трибини, обуки, работилници и дебати, како и отворање на бесплатна линија каде граѓаните ќе може да пријават дискриминација. Ова е трет пат во 5 години Македонија да добие проект во Прогрес, програмата за вработување и социјална солидарност на Европската Унија. Буџетот на проектот изнесува 269.000 евра, од кои 217.000 евра се поддршка од Европската комисија. Останатите се од Министерството за труд и социјална политика, МЦМС и Полио Плюс.
Со денешното пуштање во употреба на игралиштето за кошарка во Петровец се комплетираше спортскиот комплекс во центарот на општината, кој се состои од игралиште за мал фудбал со вештачка трева, детски забавен парк, кошаркарско игралиште и ново изградениот плоштад. За изградба на игралиштето за кошарка општината од својот буџет одвои околу 7.000 евра. На жителите од општина Петровец од денеска на располагање им е новото кошаркарско игралиште кое се наоѓа во центарот на општината. Денеска игралиштето беше пуштено во употреба од страна на градоначалникот Борче Митевски, кој истакна дека општината како и досега, така и во иднина ќе продолжи да се залага да им обезбеди поволни услови на најмладите. Игралиштето се наоѓа во близина на ново изграденото игралиште за мал фудбал, детското игралиште и новиот плоштад во Петровец, со што ова представува еден спортски комплекс во центарот на општината. Ова игралиште за кошарка го бараа младите од Петровец и денес нивното барање дојде да се реализира. Значи во центарот на Петровец направиме еден, може да кажеме, преубав комплекс кој се состои од плоштад, од детски забавен парк, од игралиште за кошарка и игралиште за мал фудбал. Сега значи имаме еден спортски центар во центарот на Петровец, каде што ќе може сите жители на општина Петровец да си го поминуваат своето слободно време. За изградба на игралиштето за кошарка општината од својот буџет одвои околу 7.000 евра. Општина Петровец ќе продолжи во иднина со инвестирањето во спортот и младите, како и организирање на спортски надпревари и дружење на младите преку културни манифестации. За тоа дека младите успешни спортисти се секогаш поддржувани од страна на општината, говори и фактот дека за секој постигнат успех на спортистите и спортските клубови, градоначалникот организира прием, по кој следи и понатамошна поинтензивна соработка и финансиска поддршка од страна на општината. Па така денеска градоначалникот Митевски во својот кабинет организираше прием на младите риболовци од спортското риболовно друштво Бадар Петровец, кој го освоја највисокото прво место во државно првенство во риболов кое се одржа на Тиквешкото езеро. Градоначалникот Митевски им вети поддршка во иднина од страна на општината, како и на останатите спортски клубови кои функционираат во општина Петровец. На 8 локации во аеродром се поставени нови чешми за пиење вода. Чешмите се со нов модерен дизајн и со еколошка карактеристика, бидејќи функционираат со вентил на пуштање. Нови чешми има кај детското игралиште на улицата Владимир Комаров, број 13, во близина на основното училиште Љубен Лапе, во дворот на основното училиште Лазо Ангеловски, помеѓу зградите на булевар Асном, како и во населбата Реонски центар аеродром. Од општината информираат дека чешмите ги поставиле по барање на граѓаните, а на локации утврдени од стручните служби. Инаку во општина аеродром има околу 70 чешми за пиење вода кои ги одржува јавното предпријатие Водовод и канализација. Граѓаните може да пријават евентуални дефекти на постојните чешми во пунктовите на Водовод. Ако одите со автомобил на одмор, постојат многу причини за да заработите казна, бидејќи во секоја од соседните земји важат различни сообраќајни закони за забрана и ограничување на патиштата. Например, додека возите и изборувате на мобилен телефон, во Србија ќе платите глоба од 50 евра, а во Бугарија 25 евра. Повеќе детали од прилогот на Андријана Димитриевска. Доколку одлучивте за време на летните одмори да патувате со сопствен автомобил, тогаш ќе мора да ги обезбедите сите потребни документи за автомобилот. Каде и да патувате, најпрво извадете ги сите потребни меѓународни документи: меѓународна возачка дозвола, одобрение за управување со туѓо моторно возило, доколку автомобилот не е на ваша сопственост, зелен картон и патничко осигурување за сите кои патуваат со вас. Во секоја од соседните земји важат различни сообраќајни закони и забрана за ограничување на патиштата, на што треба да внимавате кога патувате во некоја од соседните земји. Например, во Србија дозволената брзина на магистрални патни правци е 120 км на час, во Бугарија и Грција е 130, а во Албанија е 110 км на час. На регионалните патни правци дозволената брзина во Србија е 100 км на час, во Бугарија и Грција е 90, а додека во Албанија дозволената брзина е 80 км на час, додека пак во населените места во Србија е 50, во Албанија 40, а во Грција е 50 км на час. Додека возите, изборувате на мобилен,
Во Србија ќе платите казна од 50 евра, во Бугарија 25 евра. Ако сте член на АМСМ, тогаш имате привилегија да добиете бесплатен Travel Infosет кој ги вклучува сите потребни карти и картички кои ќе ви бидат потребни за патувањето во странство. Општина Ѓорче Петров во соработка со Агенцијата за млади и спорт ја почна изградбата на новиот спортски објект кој се наоѓа пред надвозникот кон населбата Даме Груев. Овој објект е прв од ваков вид во Македонија кој покрај терените за фудбал и кошарка ќе има и голема вежбална на отворено. Спортската содржина во објектот ќе биде слична со игралиштата на кејот на Вардар, но со многу поинтересни и разновидни справи за вежбање. Во текот на летото се очекува целиот спортски комплекс да биде готов и целосно предаден за користење. Македонските представници во Лигата на Европа денеска ги играат реванш дуелите од првото квалификацијско коло. Ова е само најава за спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.